Подзнакот Вага во 2026 година. Ова кратко видео сакам да се фокусирам на главните теми со кои што подзнакот Вага ќе биде конфронтиран оваа цела 2026 година. Истовремено сакам да спомнам дека астролошките куќи ги тумачам како едни цели астролошки куќи. Сатурн ќе патува од средината на февруар па до следните 2,5 години преку вашата седма астролошка куќа. Сатурн ќе ве инспирира и мотивира точка и крај да поставите на некој партнерски однос, дали е тоа некој љубовен однос, дали е тоа некој однос со кој што вие соработувате, да поставите едноставно точка и крај на еден однос кој што веќе не е функционален, еден партнерски однос кој што не ви дава сигурност, кој што не ве исполнува, со кој што не можете понатаму да растете. Значи Сатурн ќе ви постави граница и сите ваши односи ќе бидат на испит. Вашиот кариерен статус, тука е вашата најголема среќа. До 36 можете да очекувате голем успех и голема среќа во вашиот кариерен статус. Така да, оваа цела година мислам дека ќе биде доста успешна за вас, ако успеете Сатурн да го совладате, ако успеете сите тие ваши партнерски односи кои што не се веќе за вас, да ги совладате, да се ослободите од нив, за да можете понатаму да растете. Кој е заинтересиран секако за една лична анализа на својата натална карта, па специјално за 2026 година, тука сум за вас и посакувам многу среќа и до следен пат.